задоволство е да кампањата за вториот круг од локалните избори ја завршиме токму во Крушево. Имаме денеска посета тука да се сретнеме со сите кои што сакаат да поразговараме, да размениме мислења, искуства и секако она што планираме да го правиме по завршувањето на локалните избори. Мене ми е драго што веќе имаме бројни реализирани проекти, а имаме и бројни во најава. Сакаме повторно да направиме инфраструктурен бум тука во општина Крушево со цел она што го каже и кандидатот за градоначалник и иден градоначалник, а тоа е да може и економски да се развива општината. Можам да најавам дека преку јавното претпријатие за државни патишта ќе имаме 4 големи проекти. Едниот е целосна рехабилитација на регионалниот пат од Кривогаштани до Крушево, практично патот кој што доаѓа од Прилеп кога се доаѓа кон Крушево. Вториот е рехабилитација на регионалниот пат кој што оди од Долно Сладуево до Крушево во должина од 20 километри. Ово е делот кој што оди практично од Демирхисар кога се доаѓа кон Крушево. Третиот е целосно асфалтирање и рехабилитација на патот од Пустарека до која што е на територија на општина Крушево до село Цер кој што е на територија на општина Кичево. И четврто, санација на делницата која што оди Прилеп Крушево покрај Славеј во должина од 920 метри. Ова се работи кои што ќе ги работи јавното претпријатие за државни патишта, што практично ќе значи дека двата влеза кои што ги има градот ќе бидат целосно рехабилитирани, целосно современи како полесно би се доаѓало во градот. Дополнително на тоа, преку соработката која што имаме со Светска банка, веќе инвестираме пола милион евра во Крушево. Тоа е проект кој што работи Министерството за транспорт заедно со Светска банка. Тоа се улиците Коча Миленку и Манчу Матак. Таму проектот привршува. Очекувам следната недела веќе да поставиме хоризонтална и вертикална сигнализација и да бидат пуштени во употреба, што многу ќе значи за жителите кои што гравитираат кон овие две улици. Од првиот повик тука е реконструкцијата на општинскиот пат од село Врбец до село Светомитрани и реконструкцијата и доградбата на кракот 1 од село Јакреново во рамките на општина Крушево, а од вториот повик со идниот градоначалник ќе реализираме пристап на улица до ски терените во Крушево, што многу ќе помогне за развој на туризмот и подобрување на ски сезоната, и исто така обиколница која што со години, со децени е ветувана, а никој не ја реализирал. Првата фаза е во вредност од 1 милион евра, заедно со идниот градоначалник ќе ја реализираме и секако стоиме на располагање за сите други проекти кои што можеме да ги работиме заеднички. Можам да најавам дека преку Министерството за спорт ќе се работи и веќе тендерот е во тек на изградба на мултифункционална спортска сала, каква што на градот му недостасува, за жал во моментов нема. Основна намена на таа спортска сала ќе биде да се користи за подготовки на националните репрезентации кои што ги имаме во различни спортови, а тоа ќе значи и повеќе прилив во делот на туризмот во Крушево, затоа што нашите спортисти ќе доаѓаат тука, ќе се подготвуваат и ќе користат локалните капацитети. Со градоначалникот ќе работиме и на бројни проекти кои што следуваат во следниот период. Јас сум убеден дека ќе има голема победа во недела, дека ќе се случат промените конечно и тука во Крушево, како што минатата година се случија на ниво на држава, и дека ова владење на СДСМ и ДУИ ќе добие точка и тука во Крушево и заеднички ќе развиваме општината.